Или зголемување на платите или блокада на целиот судски систем. На преседателот на судскиот совет му зовре откако на вчерашната седница не се донесе одлука за зголемување на платите на судските административни работници. Тој од министерот за финансии побара да покаже разбирање, но и да најде начин за зголемување на платите. Тоа представува реален проблем, значи работиме на тоа, значи во делот на министер за финансии уште еднаш го повикувам да има разбирање и да најде начин да се надминат овие проблеми, инаку би дошло до блокирање на судството, ќе застане судството, бидејќи без оваа судска администрација ќе се блокира судството во буквален смисла. Тоа е една алатка во судството каде што без овој дел не може да функционира судството. Малите плати и укинувањето на додатоците на плата е сериозен проблем со кој се соочува судската администрација. Судскиот буџетски совет во неколку наврати правел напори за пренамена на средствата од капитални инвестиции во плата, но обидите биле неуспешни, објаснува Ѓоргиев. Судскиот совет, односно судскиот буџетски совет во овој дел имаше во неколку наврати и обиди со своји одлуки за пренамена на средства од капиталните инвестиции кои што се на располагање да ги пренамениме за додатоци на плати, како би се амортизира тој дел за да може да на некој начин утешно нешто со некаков процент да се делува за администрацијата, но сето тоа повторно од страна на Министерство за финансии не помина, без нивна согласност не беа одобрени овие парични средства и останаа без додатоци. Судската администрација веќе подолго време бара покачување на платите, како и исплата на додатоци на плата. Револтот на административците стана уште поголем, откако функционерите, а меѓу нив и судиите си ги покачија платите за 78%. Беа организирани неколку протести пред судовите низ целата држава.